Ова е Rap Skills Македонија. 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 1-2 се наоѓаме во Велес пред офицерскиот дом. Дојдени сме од цела Македонија, централен рап митинг се дешава, Rap Skills Македонија 2016. Велес, дали сме тука? Нима дојдено од цела Македонија, ќе има многу рап, убав ден, така да не должиме многу. Правилата се многу едноставни, значи 3 рунди, двајца надпреварувачи, тројца суди кои што ќе одлучат на крај после надпреварувањето, така да пред да ги представиме надпреварувачите, чест ми е првите тројца суди да ги представиме надпреварувањето. Број 1, еден единствен Гоце Сав. Директно од Струмица Кискин од дивизија. И како трет судија Пикси авторизација од Чепелска куќа. Тоа е тоа, првите двајца надпреварувачи се веќе тука. Имам еден надпреварач од Скопје, имам еден надпреварач од Куманово, така да ќе оставам на нив да се представат. Надпреварачот од лево пристапи и представи се. На овој бетал ќе биде шебан, затоа ми требав неколку кондома, ти трчај кондома, нешто ти љути на уста, ја не сам негро. Бомбона. Надпреварачот од десно пристапи и представи се. Здраво. Лаз Велјас. Океј, пред да започнеме, правилата ги знаете, си фрламе паричка, но ќе прашам дали сака некој прв да почне. Ако дозволи да идам прв. Сакаш да иде прв? Ќе ја скратиме процедурата. Така да, момци, ваше шоуто може да почнеме. Лак. Идеме, јако идеме. Се шалам. Шала на страна. Не. Би го тргнале него да тргнев на страна шала. Мислев ќе бетлам со Ноце, но овде застана Джала. Извини Джала, да не го виде во градов Ноце? Джала брат не беше волка во Носле. Се распрашував искрено за тебе овде во Скопје, но не добив одговор, туку прашање. Кој е тој покемон? Има екипа, ги викаат лоши момци. Дека уште од основно еден на друг му должи клоци. Он римува молив со пролив и време со грицкалка. Јас веќе го искакав и репе те присака. Мајка му да стане од кревет не може ни со вселенска дигалка. Можев да пренесам приказна, но денеска избрав да победам во бетлот покрај сите срања. Погледнам во небо покрај братот Джала. Победив во бетлот пошто само точен бев. Погледнав во небо и го видов Ноце Лев. Почивај во мир, брату. Сакна Кумановски да се разберемо двојица, не се иде од Велес до Ранковци с инвалидска колица. Лазар Христов, превише си мазан, пичко. Моја прва фаза комета стаза, сваќаш, ништо не е чисто. Лазаре, твоја тема празна е. Пробуј да ти најду добру траку, не помага ни Шазам, не. Сакаш српски фазон и као брси на флоу, вау, страшан текст. Само зашто кад прашаш бе, чао кучке, како живот? Другар ти одговара на прашање. Приметувју педерско понашање, само тој што слушам. Ми од оружје носимо муда, па ти си до зуби наоружан. Си као, трапи луминати, масони, големо око, све види, мој курац, големо уво, ништо не слуша. И да си Рокфелер, ваду ти га и седно срце, чисто да видиш што е ужас. На ушни нерве ти га бутам сервер. И да слушнеш не можеш да пратиш. Ти не си уачер, а камоли плеер, овој дер, не си треба да га прифатиш. Менјаш имиња, Лазе. А па добиваш вето на Rap Skills. Пази иронiju. Плюс лжеш и крадеш и би бија одличан прислушкувач. Си брука за Македонiju. Кад смо куде Македонiju, ми у Велес смо гости, Вардар би посакаја овакви навивачи. Кумановац те струга со Скопје, него ти новси, слабо пратиш. Јас сам ко Сократ, овој ти е прилепено ко тапија. Штипни се да не сануеш, а радовише не би се будија. Сам стоиш ти, за
крај молиши, па болили. Лазе вика доста, си члан на рап позитив, а нема ништо позитивно у твој рап, освен пар позиви кад брат звони ти да ти каже дека имаш хепатитис, сиду, рак, сви болести. На крај склопити, земе у рукуган, пуца си у главу, мозак под зидови, имаш позитивни мисли у твој стан. А другарка ти Сара, што на Фейсбук ме додала, те теши Лазе, биди храбар и биди миран. А соберу ги твои, у хор да плачев и ко дедо ти диригирам. Колку тоа е тоа? Тој доби повеќе од ова. Суди како прва рунда. Спремни за втора? Тоа е сцената, брат. Која сцена? Ок. Джабе глумиш богаташ, не снифате кокс, да бев на ваше место сам, ќе си мавнев бокс. На текст имате стоп знак, не снимате лош рап, не си рапер, седи гладен, те викале, Бог знае како. Ноце Лев, Георгиевски, од село Ранковци. Па и кај тебе у село ќе бидеш последен на Ранковци. Возиш брза кола, идеш пешки, не се курчи, биди автошкола, пошто од грешките се учи. У фацата си леш, стави челична маска, дома немате кеш, па си штедиш на паста. За твоето село не се збори, односно е табу. Гробот на Александар Македонски се уште не е најден, 100% е таму. А тоа село таму, исчезнатото село на Атлантида, таму Бин Ладен се криел, не знам кај да киднам, не знам, Ранковци е сложно село, добро, но варовците се слагаат, од таму излегол Годзила, таму марсовците напаѓаат, ни Google не знае кај е, не можеш ни локейшн да пратиш, али еве, кај да е, време е да се вратиш. Пошто сакаш лични имиња да спомнуеш и ствари да измислуеш, да ти покажу тој како се прави. Твоја најголема љубов у живот, а уедно и твоја девојка се вика Андријана, Ади. Ако е циган како Адил, ондак ти си комикри, највеќи цигани на Ади. Јас сам нешто ко Крис Браун, Панч Андријана got me. Кад му досадиш, она ми пише ја врату нешто ко поз Ади и за сад 2-3 но се стави вади од поз Ади. Пред неколку месеца твој пром најт. Ти се спремаш на фуран. Јако дењума го растурам, до крај гурам, пуцав чмар шупак, она пред крај урла, до крипана кура, улазаш ти, ја држу го руке ко поклон накуде тебе и викам ти Лазе среќна матура. Ај добро пуши. Мене ме влече за кур, тебе за нос. Не, за уши. Продади го да се раздужиш и твој секс с њума те растужи, зашто като се качиш у серију е нешто ко Смолвил. Јако 2,5 мужи. Се е овде супер, смешно, забавно, но во овој момент сакам на Ноце да му го дадам мојот совет. Сум многу години помал од Ноце во мозок, но ова не е само рап, ова е посериозно. Вака. Шо? Не бе. Фала. А одново. Продужи му. Таа не се се продужува, ајде се продужува. Нема везе. Уште го однова нека иде цело Почеток, почеток, цело рунда однова. Почеток, ајде. Слободно влезе од почеток. Ајде, сори. Нема везе. Вака. Се е овде супер, забавно, смешно, но во овој момент сакам на Ноце да му го дадам мојот совет. Нема везе. Океј. Не е смешно. Не, дај му уште. Не е дај му смешно, уште нема една везе. Не, нема рунда. везе. Уште една рунда, нема. Не е смешно. Не е смешно. Ова е тажно, веќе е тешко.
Сите негови другари се оженија, а он уште не е дечко. Не е смешно. Имаш скоро 30, а уште чекаш дома мајка ти храна да ти принесе. И не ти е срам. Не ти е срам. Сите твои другари се одселија во град. Остана сам и девојката ја изгуби. На нејзе крена рака и на нејзе ли изглуми. Имаш скоро 30 и секој ден е залуден. Имаш скоро 30, а уште немаш факултет. А не си глуп, сваќаш, светот пара е. Сега си само со средно, а немаш ниту занаед. Океј, ќе го поштедам, ќе речам тука крајно, стави прст на чело, размисли, кај ти беше паметот. Браво! Трета рунда да затвараме, ајде. А мајка ти менче е цицкасто женче. Пое ми пипни ме тук и тук, ко Руменица и Енчев. Сестра ти Марина сака да га прима и уста да га зима, док мој брат вади кеми снима и на сви могути порно сајтови постира, па клипови ко Кајрос Планет на ком просто резервирав, ко OneCoin у њума мајнирам, она се рекламира, ко Лајонес да го спонзорирав, људи погледнев, споделив, тој ти е мултилевел маркетинг, Лазо разбираш? Она работи со савон, нели? Свесно, али ни сви маске, креме, парфеми не може да га смени в тој твое физичко проклетство. Мајка ти сакала да си женско, па и за татка ти си пешко. Капирам, Лазе, имаш трауме од детство. Кад смо куде трауме од детство, Лазе не дува, затоа што тој го подсеќа на роѓендан и торта е свеќе, нели Лазе? За свак твој роѓендан си камен, зашто буквално те страот голем да раснеш. Мајка ти кад те раѓала, компликации мала, од уши не ќала да ти скочи глава, па гинеколог интервенираја, царски рез, вади те и наместо тебе он се расплакаја. Браво, уште една аплауз за двајцата. Сега да видиме студиите што имаат да кажат. Реално, ако вака почнува, ќе биде заебано денеска, пошто беа сериозни. Првиот бетл беше како што треба, пропер. Ја би ги дал првите две рунди на Кумановецот. Беше близко, морам да кажам, двајцата беа сериозни. Немаше третата рунда би ја дал на другата страна 2-1. Значи по мене за Кумановец победа. Пошто утрената Кумановецот ми влезе малце по-лајт, реалити чекот беше добар, он се врати после, али мислам дека така е најфер. Е така, just my 2 cents. Првата битка од вториот Rapskills ивент е уствари подобро од сите 3 рунди, од сите 3 битки на првиот Rapskills ивент. Дефинитивно, значи изненаден сум и од двајцата. Прва рунда дефинитивно ќе ја дам за Ноце, дека моментот со ништо не е чисто, како да имаш метастази. Next level. Тоа беше клучниот момент за да му ја давам рундата. Исто втората рунда ми беше многу јака, но и двајцата има level up моменти, значи Лазар беше многу подобар него првиот пат кога бетлаше со Негро, али ипак му ја давам ова на Ноце, имаше многу подобри панчлайнови, има многу добар рајмски, многу добар начин на римување и како ги кажува работите. Значи, и втора рунда ја давам за Ноце. Трета рунда, хејмейкерите на Ноце му направи, не знам дали намерен или ненамерен чок на Лазар, али Лазар се врати 10 пати подобро него што требаше и уствари, како што кажа Гоце, му направи реалити чек на Ноце. А Ноце говореше за мајка му цело време, ми нема смисла, има многу попаметни работи да кажеш него цело време за мајка му да говори. Разбираш, реалити чек наспроти мајка ти таква и онаква. Значи, трета рунда ја давам на Лазар, 2-1 за Ноце. Генерално и двајцата беа супер. Интересен пристап, како да кажам, со панчлайнови и двајцата, макар што кај другарчето од Куманово, Ноце, се осеќаше малце по-прецизни и по-конкретни панчлайнови. Значи, прва рунда, дефинитивно фаворит ми е Ноце, заради тоа што пак ја кажам, имаше по-конкретни, по-прецизни и како да кажам, самоуверени версови, додека кај
Лас Вегас се осеќаше, свиѓа ми се што држи одредена доза на хумор, ама испораката му е малце по изветреана, како да кажам. Така што првата рунда за Ноце, втората рунда исто би ја дал за Ноце, кај што имаше комбинации, мислам, со имињата од градовите, многу јака ствар. Третата рунда би ја дал за Лас Вегас, заради тоа што човекот дефинитивно проба да испука како што треба, али се збуни, што е многу нормално, дешава се на сите. После тоа се врати 2-1 за Ноци, јас сум конечен резултат. Секој од судиите посебно изгласа 2-1 за Ноце, односно конечниот резултат е 3-0 за Ноце во ова надпреварување. Ова е Rap Skills Македонија. Ова е Rap Skills Македонија. Ова е Rap Skills Македонија. Ова е Rap Skills Македонија.